Добро вечер, почитувани гледачи, еве со нова емисија Отворена зала, во која денеска ќе разговараме за Центарот за развој на Вардарскиот плански регион. Многу малце го експонираме ова тело, ова институција, иако многу често во нашите информативни емисии зборуваме дека дел од финансирањето на одреден проект го има токму Вардарскиот плански регион. Како дел од локалната самоуправа, оваа асоциација која има седиште во Велес, има доста помогнато за развојот на сите градови кои спаѓаат во нејзина ингеренција во Вардарскиот плански регион, односно во Кавадаци, во Велес, и ќе чуеме од нашиот соговорник кои се општини во овој регион можат да или спаѓаат во Вардарскиот плански регион. Поводот да разговараме за Вардарскиот плански регион е отварањето на регионалниот центар за згрижување на миленици, кој беше најавен, беше потпишан договорот, се знае веќе изведувачот на работите. Меѓутоа, штом кај го имаме во студиото човекот кој е директор на ова тело, ќе поразговараме и за други проекти кои ги имаат во ингеренција или во надлежност за решавање, не само за оваа година, 23-та година, туку и да најават нешто за наредната 24-та година. Ајде да подсетиме каде се има сложувано во развојот на општина Кавадаци во 2022 и пред тоа. Нашата говорник вечерва е Сашо Мошев. Добар вечер, Марија. Вечер. Најпрво би сакал да ви заблагодарам за поканата која ще упатихте да бидам гостин во вашата емисија. Како прво, во Вардарскиот плански регион вкупно се 9 општини. Добре. Тоа се Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Велес, Градско Лозово, Чашка и Свети Николе. Која е функцијата на Вардарскиот плански? Ние сме административно тело, како се водиме како Центар за развој на Вардарскиот плански регион, кој што ги обслужуваме сите 9 општини. Односно, сите проекти кои што доаѓаат согласно Законот за равномерен регионален развој, кои што потпаѓаат на наше ниво, ги менаџираме и ги управуваме во корист на овие 9 општини. Значи дека има и други развојни региони во општина во Македонија? Да, се 8 плански региони. Може да ги чуеме? Да, значи Вардарскиот, југоисточниот, источниот, северозападниот. И сите тие имаат улога да го развиваат подрачјето на градовите или селата во тој регион? Да го развиваат регионалниот развој на општините кои што спаѓаат во нивниот регион. Од која година постојат овие асоциации? Од 2009. Согласно Закон за равномерен регионален развој се формирани овие плански региони. И мислам дека добро си бркате. Да, јас додека бев во локалната самоуправа, исто имавме многу добра соработка со тогашните раководители на овој центар. Реализиравме огромен број на проекти, не само за нашиот град, но и на регионално ниво, така да од 2009 до сега, до 2023 година, имаме многу добра и успешна соработка со центар. Може, кој е ваше министерство? Под кое министерство спаѓате вие? Ние сме под Министерство за локална самоуправа. Добро. Тоа ги следи вашите работи, ги координира, оценува каде се те да вложувате? Значи средства. Како е тоа механизам? Ние добиваме поточно се финансираме од страна на Министерството од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за регионален развој. Така е. Додека според Законот за равномерен регионален развој, општините за секој реализиран проект во општината се извојуваат средства во висина до 15% за менаџирање на проектите. Тоа е со закон дадено. Тоа е со закон, претходно беше чланарина по глава на жител, а сега согласно новиот закон е сменато за се финансираат согласно менаџирање на проектите. Како оди до сега? Има ли некои да не се држат до овој законски минимум? Советот на Вардарскиот регион, во кој што се членуваат сите градоначалници, до сега функционира перфектно, сите одлуки се носат едногласно, зашто можеме да ги видиме реализацијата на проектите во изминатите години. Значи имаме 100% на реализација, одлуките се носат сите едногласно, средствата се ги исплаќаат редовно, немаме заостанати долгови, што можеме да ги пофалиме сите општини. Има ли некој лутање, мене повеќе, те помалку и така натаму? Не, сите средства ги распределуваат со едногласна одлука. Распределуваат подеднакво на сите, бидејќи нормално, пример општина Лозово и општина Кавадаци, општина Велес не е исто. Така да и нив му се потребни средства и на Лозово и на Велес и на Кавадаци, така да се распределуваат равномерно, зашто и тие да можат да си ги реализираат своите проекти. Може во кој решава во кој објект ќе финансирате? Општините. Општините извојуваат
проекти, Добро. годишни проекти, согласно објавени од ПОВИК од страна на Бирото за регионален развој. Добро. Организираме форуми во кои што самите граѓани, членовите на општинската администрација ги посетуваат тие форуми, се бираат најприоритетните проекти, зашто се прави одлука на Совет на Вардарски плански регион. Браво. И согласно тие приоритети ние аплицираме пред Министерството за локална самоуправа, каде што подоцна на Национален совет на влада, кој што е составен од министри, од неколку министри и се одлучува по таа приоритетна. Оценува дека тој е добар проект. Да, тие се проекти, но претходно се издржани од страна на форумите. Овој форумски процес го е наметнат пред многу години од страна на швајцарската амбасада како пример за најтранспарентно модел за транспарентност за одлучување на граѓаните во процесот на донесувањето на одлуките. Па вие 20 и кусур години, 12 години постоите, 14, не сте направили некоја афера, не мога кажа со некој заташкување, некоја корупција така. Не. И тоа е добар. Да, тоа е добро, бидејќи се контролираме од страна на Бирото за регионален развој и од страна на Министерството за локална самоуправа. Во Кавадаци можеме да ја посетиме нашите гледачи каде се имате финансирано? Па во изминатата година се финансираше скейт паркот. Добро. Тоа беше преку Центарот за развој на Вардарски плански регион, реконструкција на речното корито на реката Луда Мара, се изгради дел од 2009 од 2011 се изгради Винскиот музеј, тој првичниот што беше, сега неколку пати се реконструира. Се направи пешачката патега од Моклиште, од почетокот на Ваташа од мостот, па се до крајот на Моклиште. Многу крупни проекти. Да, тоа се многу големи проекти кои што реализирани од страна на општината. Во Велес имате големи вложувања исто така. Исто и во Велес. Значи таму се прават сега моментално работиме на две места работиме на паркови, изграда на паркови за деца, тоа што се нели заложби на самиот градоначалник. При крај се работите изведување на едниот парк, додека останатиот парк во кој што се наменет исто за немладите е во тек постапката за тендерската постапка за. Да, тоа сакам да ја прашам. Сите ли постапки одат според законот? Сите според законот. Ако не сум чул досега како новинар и не ве провоцирам, тоа значи дека е така. Да, според закон за јавни набавки. Не можеме поинаку. Не можеме поинаку. И мене ми е многу мило. Имате административно тело кое работи 24 часа. Да, 10 вработени. И заедно со мене сме 10 вработени. Колку кога се носи одлуката за одреден проект во одредена општина, тој совет го сочинуваат само градоначалниците? Само градоначалниците, градоначалниците ги носат одлуките, додека натре има членови од невладиниот сектор и представници може да дојдат доколку има желба од самите граѓани. Може и да се коригира во текот на постапката одреден проект? Или да се вложат некои замерки и забелешки за подобрување на подобрување во текот на изведбата на проектот може да се подобруваат, но во процесот од форумскиот процес до целосна реализација мора да се држиме до словото. Да, мора да се држиме до тоа што е изгласано и одобрено од страна на форумите и на Советот за развој. Покрај парите од владата и од општината, дали партиципираат и други невладини, би рекол и владини организации, амбасади, така други? Да, имаме соработка, моментално реализираме еден проект преку програмата ИПА за прекогранична соработка за Македонија, Грција. Тоа се однесува за една просторија, за опремување просторија за информатичари, односно во Велес. Се реконструира старата народна кујна во Велес и се прави нов модерен објект во кој што ќе можат млади информатичари да действуваат на локално ниво. Браво. По нашето завршување ќе му предадиме целата опремена, просторија заедно со компјутери и со потребната информатичка опрема на општина Велес да стопанисува во нареден период, да си направи план и се надевам дека ќе го искористи паметно овој простор. Почитувани гледачи, наш соговорник во емисијата Отворено за е Сашко Мошев. Саше е наш човек од Кавадаци. Како те примија велешани? Седиште ти во Велес? Седиште во Велес. Па уште на минатата година јас стапив на функција во август месец. Градоначалниците ми изгласа едногласно, бидејќи со некои веќе соработувавме, бев во локалниот економски развој во општина Кавадаци, така да имав добра соработка со повеќе од градоначалниците, знаеа за мојата работа.
за мојот ангажман кон локалната самоуправа, така да и во веле сум прифанат од сите страни. Добро, позитивни коментари. Се трудам колку што можам да работам повеќе, да придонесам за овој регион. Се надевам дека ќе се видат во наредниот период резултати. Тебе ти е познато оваа проблематика, ти во Лерот си нашиот лер во Кавадац, еден од најдобрите во Македонија. Помошник раководител бев на сектор во локален економски развој. Значи по принцип исти се проекти што работат. Процедурата е иста на работа и кај нас и овдека во центарот, истите луѓе ги среќавам сега и во министерствата и во амбасадите, така да соработката само продолжува. Да. Се знаеме веќе со многу од соработниците и има ли корист тоа знаење со некој? Да, тоа мислам, според мене е многу позитивна работа, бидејќи за кој проблем, за што да се обратиме до нив, наоѓаме на отворени врати. Бидејќи знаат со кого имат работа. Да. Вие подпишавте еден договор за изградба на регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарскиот плански регион. Помеѓу Центарот за развој на Вардарскиот плански регион и изведувачот работите на Спашени. Се работи за голем проект за згрижување на домашните милиници овде во општина Кавадац. Може би ли малку повеќе поподробно да зборуваме за овој проект кој го очекаме од поодамна? Да, јас извинете, јас би се навратил малце назад. Значи во периодот од 2021 година, додека уште бев во локална самоуправа, заедно со Центарот за развој, аплициравме до Министерството за локална самоуправа за овој стационарен регионален центар за згрижување на бездомни миленици. Стационар некако му одговар, да. Да, за по-жаргонски, по-блиско гледачите. Така е. Овој проект го аплициравме во Министерството за локална самоуправа во рамките на грантовата шема за 2022-2024 година, од кој што се финансира мешовито. Дел е од Министерството за локална самоуправа, дел од средствата се од швајцарската амбасада во Македонија. Добро. Значи, во фазата на имплементација, локалната самоуправа Кавадац ја изработи целокупната проектна документација, која што беше неопходна за аплицирање заедно со сите попратни документи. И во 2022 година, некаде во првата половина, го одобрија проектот со вкупна вредност од 21 милион денари, од кои што 9,5 милион денари беа од швајцарската амбасада, дока 11,5 милиони денари беа од Министерството за локална самоуправа. Општината партиципира? Општината партиципира само со изработката на проектна документација и изнаоѓање на соодветно земјиште локација кој се наоѓа во близина на градот, надвор населено место. Тоа се 2 катасtarски парцели со површина од 5,5 метри квадратни. Што се ќе содржи овој објект вака? Карабина, кажи ми. Да, значи овдека се планирани 7 објекти. 7 објекти, од кои што најглавниот објект треба да биде ветеринарната амбуланта. Тоа е ветеринарната станица која што при самата градба треба да се запазат одредени критериуми согласно агенцијата, согласно правилниците на Агенција за храна и ветеринарство. Значи таму ќе имаме просторија за прием, треба да има просторија за прием на животни, просторија за преглед и третман на овие животни, за сместување и чување на животните, просторија за карантин, треба да имаме над 20, мислам, кафези за чување на животните. Тоа се тие простории, исто просторија за складирање на храна, просторија посебно за складирање на лекови. Значи мораме сите овие работи да ги запазиме, но тие се дел од проектна документација која што е изработена согласно тие правилници. Иначе не би бил проектот одобрен од страна на швајцарците. Апсолутно. Значи се запазени сите законски норми за да можеме непречено да ги отпочнеме работите и да ги завршиме. Кафези ќе има ли секој? Да, мислам дека треба да има по проектна документација минимум 20 кафези за кучињето. Добро. Ќе можат ли услугите на шелтерот, центарот или стационарот да ги користат и обични граѓани? Јас со моите мачки, например. Да, значи овдека е планирано не само сега одам во Неготино да барам таква услуга од ветеринарна струка или во некој од нашите. Да, значи овдека за овој стационар не станува збор само за згрижување на животните, туку треба да му обезбедиме третман, односно вакцинирање, кастрирање и понатамошно лекување на секое бездомно миленице кој што ќе биде заловено или донесено од страна на. Може ли да го решите некаде тој проблем на масовно присуство нивно во Кавадац? Според анализата на стручните лица. Да, пред да аплицираме од страна на UNDP беше изработена една студија. Добро. Во која што во Вардарскиот плански регион беа нотирани од 1200 до 1600 бездомни миленици. Добро. Значи тие реално
Според судијата се закана по здравјето и со доминација на кучијата. Да. Значи тие реално се закана за здравјето и безбедноста на граѓаните доколку не соодветно третирани. Така. Нормално, значи нашата цел нема да биде само да ги заловуваме, но ќе биде потребно исто да извршиме соодветен третман. Чипирањето е прво и потоа другите. Да, значи има самата ветеринарна амбуланта ќе има соодветен персонал кој што треба стручно да го обработи секој миленик, Да. Значи токму само би сакал да напоменам дека една од главните причини за зголемувањето на бројот на бездомни животни е нотирано како неодговорно сопствеништво. Аха. Добро. Тоа е нотирано во самата студија и токму поради тоа и пред се изложеноста на дворични услови на кои што миличињата се пуштаат, а пред се тие не се подготвени, тие се заболуваат. Не се третираат и при самото групирање се шират разни болести. Значи пак би сакал се размножуваат неконтролирано. Да. Уште еднаш би сакал да напоменам дека намалувањето на целта на овој проект е намалување на бројот на бездомни миленици, но не по пат на присилна елиминација или етуназија, туку на процес на лекување, вакцинирање и има можност и за вдомување на самите миленичи, бидејќи ќе се изработи посебен софтвер во кој што покрај веб страната за кој што ќе има добар преглед за самите стационари, ќе има и посебен софтвер во кој што ќе може да се секој граѓанин ќе може да се пријави и да види каков тип на кучиња се располага и да може да во иднина да си вдоми некое куче доколку има желба. Значи пред се присутна или ваша интенција на хуманата димензија на овој центар. Ако има кавадарци или ова општина од 1200-1600 цел регион. За цел регион збор, за цел регион. Тај Да, и од 200 до 1600 се изброени во 2020. Тоа не е многу, ако така можем да речем. Да, ама се размножуваат. Бидејќи не се третираат правилно. Таа прогресија, да. Бидејќи никој не ги третира до сега. Мислам дека имаме, знам дека во Неготино има сега нешто отворено, некоја амбуланта, кај нас има ветеринарна, има и во Куманово, кои што ги заловуваат, но мислам дека не ги третираат правилно. Дали се должни друштвата или невладните организации друженијата кои се формирани во секој град да се грижат за работата на шелтерот, стационарот, или ќе има скроз нови вработени или нов персонал? Да, значи што мислите, како треба во разговор со грачалниците треба да се оформи јавно предпријатие. По изградба на овој центар треба да се оформи јавно предпријатие кој што ќе обслужува и ќе има потреба од соодветен персонал. Тоа би вклучувало ветеринар со соодветно искуство, треба да има помошник ветеринар, треба да имат заловувачи, минимум 2 или 4, зашто ние ќе обезбедиме соодветна опрема за нивно функционирање. Треба да има помошен персонал, административен, технички персонал и нормално служба за водење на книговодствени услуги и останати. Ќе работи 24 часа стационарот? Би требало да работи 24 часа. Локацијата е во близина некаде во град? Локацијата е во Глишич. Добро. 2 катасtarски парцели, што кажав, 5.500 метри квадратни. Вода, струја има таму се? Да, тоа беше како едно од предусловија да се има вода, струја, приклучок кон канализација, да има пристапен пат. Тука имаме колектор да поминува. Да. Тие работи се запазени сите и затоа пред минатата недела заедно со граначалникот на Кавадарци имавме состанок со представници од Агенција за храна и ветеринарство кои што го разгледа цел проект и нивните коментари се позитивни во однос на изведбата, на изработката на проектот и смета дека во фазата на имплементација не би требало да се соочиме со никакви проекти. Согласно нивното видување, тие се надлежни при одобрување и пуштање во употреба на самиот стационар. Знаете ли колку трае ова борба за кучињата скитници и другите пиленици? Скоро 50 години и тоа е низ неколку фази е поминато. Ја морам да ги потсетам гледачите дека на почетокот тие се труја со ланате. Потоа се убива. Потоа се пушташе музика за да избегаат. Се применија сите видови на методи
од кои најстрашна, најнехумана беше убиството. Се одеше из градот, тогашното јавно предпријатие Комуналец, купуваше пушки и пукаше. Се јавија хумани луѓе, рекоа дека покрај луѓе, покрај кучињата може да настрадаат и луѓе, и конечно се сопре со нехуманиот третман на кучињата. И сега последните години се јавија хумани луѓе кои сакаат да помогнат. Вие сте, така да речем, врв на таа пирамида и јас лично ги поддржувам ваквите активности. Бидејќи со решавање на ова прашање, вие ќе решите бројни други прашања кои се поврзани со кучињата. Закаснување, например, општините исплаќаат пари. Одредени средства. Луѓето или децата живеат во страв. Оние што се собственици на кучиња несоодветно ги третираат, тоа е запишано во самиот закон, и на еден начин стварате култура на грижа за миленик. Точно. Дали е мачка или куче, не е битно, меѓутоа доминира кучињата. Да, кучињата доминира. Саше, што мислите, овој проект како би се развивал натаму? Значи, според потпишаниот договор помеѓу Центарот и Министерството, ние имаме обврска во наредните 5 години да обезбедиме одржливост на овој проект. Тоа значи треба се обезбедат на годишно ниво финански средства за да може да нормално да функционира Центарот. Сега, врз основа на ова одржливост, самите општини, сите 9 општини донесоа модел за управување и финансирање на Центарот. Добро. Значи, се пресметани на годишно ниво финански средства во висина од 10,5 милиони денари, значи тоа се почетни средства за да може Центарот да функционира нормално. Тие се поделени на два дела. Фиксни трошоци и променливи трошоци. Во фиксни трошоци спаѓаат трошоците за плата на вработените, за одржувањето на објектот, за одржување на возилата, комунални трошоци, и тие се проценуваат некаде на 6 милиони денари. Добро. Сега, ние направивме анализа тие средства од 6 милиони денари да се распределуваат по глава на жител. Бидејќи би сакал да го напоменам примерот во Скопје Лајка. Бевме на состанок во Лајка, таму се распределени сите општини од регион да плаќаат иста сума. Тоа не е окей според нас, бидејќи, како спомнав, Каваци, Лозово и Велес и Неготино не се исти. Овдека направивме модел да биде по глава на жител, така што најголемите општини ќе плаќаат најмногу, додека помалите ќе плаќаат помалци. Со се донесе одлука пред склучување на договорот да ги обезбедат со одлука на совет, секоја општина посебно ги доставјат тие одлуки за финансирање до нас, така да тие 6 милиона денари се веќе обезбедени. Значи дел се за ова година, ако би не планираме да функционира од септември до декември, за последниот квартал е донесена одлука, додека за наредната година ќе треба при крајот на ова година да донесат одлуки повторно за финансирање за наредната година. Додека останатите променливи трошоци, тоа се трошоци за обслужување на кучињата и трошоци за ветеринарни услуги. Таму спаѓаат услуги за ловување, услуги за што ќе произлезат од ветеринарна амбуланта, вакцинирање, чипирање и така натаму. Така да и ова одлука исто така беше добро прифраната од страна на сите граначалници, заложија да финансираат, и се надевам дека со овие одлуки ќе го одржиме стационарот минимум 5 години. Имаме ли стручни лица во оваа област? Па знам дека кај нас има ветеринар. Знам дека има една ветеринарна амбуланта во Кавадаци, но не сум информиран дали има доволно ветеринари кои што треба да поседуваат соодветна лиценца. Може би има ветеринари лица што имаат завршено такво образование, но не знам дали поседуваат лиценца. За да може да работи. За да може да работи. Исто и злоупотребувачите треба да поседуваат посебна лиценца која што ќе можат да работат, биде одобрена од страна на повисоките. Како беше применува овој акт, овој чин на потпишување на договор за градба од другите општини? Имаат проблеми, реални проблеми? Нема, па самите одлуки што ги донесува самото финансирање кон овој проект дава знаење дека сите даваат едногласна поддршка на овој проект. Имам исто поддршка и од невладините организации, едно од тие и ШЕПИ, кој што работеше и претходно на мапирање на сите домашни миленици само на наша територија. Точно не знам бројката. Некоја кастрирање операција има обезбедено некој грант, некоја донација за да можат да реализираат тие активности, но не знам дали му беа доволни за сите оние кучиња или домашни или миленици што ги имаат увидено како или нотирано како бројка. Добро.
Што би може уште да кажеме, што не кажеме? Па активностите, сега може да кажам дека минатата недела започнавме официјално со работа, го обедивме економскиот оператор заедно со надзорот. Па според договорот треба да биде во рок од 6 месеци, но се надеваме, бидејќи сега е летен период, дозволуваат и условите, се надеваме дека за 4 месеци би бил изграден стационар, бидејќи реално не се некои големи, не се крупни работи, да, не се големи објекти. Сметам дека во наредниот период од 4 месеци би се завршила цела работа, а ние паралелно центарот почнуваме со набавката на соодветната опрема, на возила, на опремата за ветеринарната амбуланта, опремата за персоналот. И само да се внесе. Да, значи ги работиме паралелно тие работи, штом биде изграден ќе го опремиме целиот центар и се надеваме дека од страната на агенцијата за храна и ветеринарство ќе биде дадена дозвол за употреба, за пушење на центарот и ќе имаме ново предпријатие. Како коментарче не приме ова вест? Па, согледувајќи ги коментарите што ги има по интернет, гледам дека е примерно позитивно. Да. Шепи, што велат? Шепи се премногу, мислам, премногу задоволни. Ти си фасцинирани? Да. Ја најбиле си јави за разговор, вика не знам ништо, не знам детали, вика со може да се видите да направиме, еве, го правиме тој муавет, така ќе биде гостинка идната емисија. Супер, јас комуницирам и со неа и кога ги кажа баш дека таа е посветена на ова работа. Да. И кажа дека договорот е одобрен, дека ги ведуваме работа, значи редовно ја информирам. Многу е променета свеста за кучињата и за мачките, да ви кажам. Порно се гледаше поинако, сега има премногу невладени организации на државно ниво, што може би тие го подкрепат. Да, секојдневно пишуваат там, мислам на таа локација има одредено миленична локација. Поврзани. Да. Се реагира во најкусможен рок, се третираат доколку има можност. Така да свеста е... Има ли пристапни патишта добри за самиот центар? Да. Ке можат ли ти услуги да ги користат и други луѓе што немаат реални такви проблеми, него својот милени го носи таму на... Да, слободно ке може. Да, секој ке може. Фактички функционирањето на јавно предпријатие е баш за сите граѓани. За сите граѓани, да. Секој ќе може да си го однесе миленичето, ќе има ветеринарна амбуланта која што работи 24/7, ќе може да го третира, дали да го вакцинира, дали да го кастрира, дали да го чипира. Има посебна, ќе има посебна лабораторија, ќе има посебен софтвер кој што ќе може да се направи анализа од крвта на самото куче, да се внесе во системот и да се знаат податоци за тоа куче, кој тип на болести ги имало, како да го лекуваат. Ние во Кавадац или во овој регион први сме во Македонија или има предност направено? Има, Лајка е направена, Лајка е во Скопје и претходно во минатата година мислам да го отворија во Струмица. Тој исто беше регионален центар, но не функционираше регионално заради мој согледување, заради несогласување помеѓу градоначалниците и сега го презема општина Струмица сама да го раководи и мислам дека функционира добро. Дали користевме некои услуги, тоа беше прашањето од другите центри во Македонија? Дали користевме некои услуги за да ги разработиме ова работа? Не, самата студија која ќе изработи она нуди решение за сите овие проблеми. Сега јавното предпријатие ќе треба да има соработка, нели, при формирањето треба да има соработка со останатите две центри, така што мислам дека би било добро да се искористи нивното искуство во оваа работа. Да, синхронизирано. Пошто сепак работат повеќе години. Лична работа. Да, јас имав средби со Лајка и сега треба да имаме наредната недела со центарот во Струмица, така да сакам да ги видам сите проблеми првично со кои се соочиле пред да го пуштат во работа, да можам да му ги пренесам кај нас на самиот економски оператор кој што го гради, да позна и на другите општини, да му послушам што е тоа што би требало да пазиме пред да го пуштиме самиот центар. Имате ли ингеренции да се мешате во, ќе се вратам на таа нехумана димензија која имаме кај некои граѓани, не се одветни домакини, како и рековте вие, да им му кажете или да ги казните? Законски не мислам дека не. Кој го работи во нашето општество? Освен полицијата, ако не... Мислам дека не и полицијата задолжена, треба да биде локална самоуправа. Во Србија се некои редари, комунални, така натаму. Да, треба да биде локална самоуправа задолжена за тоа, да се води според да не се убие тоа куче или... Мислам дека локална самоуправа треба да се грижи за тие работи. Добро. Кажете ми, Вардарски плански регион како можна позитивна асоциација, така оценувам, ја пратам долго време,
има ли го план да вложува во други проекти во општина Капатаци во овој период? Да, значи за овој период сега е моментално овој поголем проект, додека ја... Да, овој колку рековте пари? Овој 27 милион евра. 27 милион, тоа се мали пари. За наредниот период е аплицирано комплетно, со комплетна документација за изградба на кејот од Видо-Смилевски бато до новата болницата. До болницата. Ке биде ли чисто се живо и диво таму, мислам? Да. Мислам дека ке биде само ке се нечи мало. Па имаше некои активности нели за чистење на дивите градби кои што се во Тенех имало, така да сметам дека со овој проект ќе се рачисти целиот тој терен, ќе се продолжи самата реконструкција на кеот во тој дел, ќе имаме една добра... Саши, колку метри имаме тука? Сега аплицирано за 500 метри. За 500 метри. Да. Знам дека многу чини секој километар или секој метар чини многу. Да, сега се околу 10 милиони денari аплицирани до преку Вардарскиот плански регион, кои ще се одобруваат нели од владата. Веројатно граничално ќе бара други извори на финансирање да го заврши проектот барем до таму каде што се надевам. Да си одиме пеш безбедно, без возила и така натаму до самата болница со било која услуга. Добро. Овде го прерашуваме муабетот со тебе, ако имаш уште нешто да кажеш, ти ставам на располагање. Не, тоа е само би сакал да додадам дека работиме и во другите општини. Имат поднесено проекти за периодот 2023-2024 година кои што сега се во фаза. Мора однапред тоа да се прави. Да, сега се во фаза на одобрување од страна на владата. Добро. Така да овие што сега се веќе одобрени ги привршуваме во општините. Сега моментално го завршиме, имаме еден локален пат во општина Градско. Сега наредната недела работиме во општина Велес. Започнуваме активности исто за изградба на локални патишта во општина Чашка, во општина Лозово ќе започнуваме со тендерска постапка за изградба на зелен пазар. Да, тој е поделен во две фази. Првата фаза ќе оди сега ова година, додека 2024 година ќе градиме втората фаза, со што целосно ќе го затвориме тој објект. Во општина Велес покрај парковите ќе го уредуваме и ќе уредуваме спомен кустурницата како еден доста значајен објект за општина Велес со партерно уредување. Во општина Готино е планирано да се реконструира градскиот плоштад, кој што одамна не е реконструиран и сметам дека ќе биде целосно и добро реализиран. Така да тие се сега проекти кои се големи градежни проекти имате предвидени. Има големи градежни проекти и спланирани за 23 и 24 година. Се надевам дека ќе можеме наредната година на престојните парламентарни избори нема да ни пречат на нашите. Да, вие политиката битно не влие на нас. Така да беше и со Марко предходниот и вие сега. Кај нас не влие политиката. Оприсани сте од политика. Не се така. Да, центарот немаме никакви партиски или политички ангажмани, така да сметам дека целокупната изvedба на сите граждани активности ќе оди во најдобар ред. Како со министерот имате соработка со Пенов? Па како тој е пресен сега, нов е, меѓутоа брзо влезе во... Господин Пенов е нели искусен политичар. Да, политичар кој што претходно ли беше и градоначалник некој наврати беше. Тој оваа проблематика ја познава добро, мислам. Да, мислам сега соработката ни е на одлично ниво. И со претходниот министер и сега со овој. Добро, има разбирање, има слух за нас, така да на последниот состанок кој што го имавме се заложи дека ќе продолжи финансирањето на центрите и соработката во наредниот период додека тој министер. Добро. Така беше и со претходниот, тој беше можете задоволен, фасциниран од тоа како се работи на терен и рече дека нема да се жали за да се гради Кавадарци, односно да се градат општините во овој регион. Што е добро и што е како политика одлично, бидејќи која политичка опција да дојде, добрата ќе користиме и едните и другите. Сите. За сите граѓани. За сите граѓани. Така. Саша, благодарам. Благодарам и вас на поканата уште еднаш. РТК и КТБ ти стои на располагање кога сакаш да соопштиш нешто јавно за пошироката јавност. Благодарам. Благодарам и тебе. Почитувани гледачи, толку во денешната емисија Отворено за. Во идната емисија закажувам средба повторно на сличната тема со друг соговорник. Пријатно и секој добро.